Оваа програма и оваа одлука е посебно битна, пред се мислам за младите во Радовиш, бидејќи со тоа ќе овозможиме истите да изградат сопствен дом во општина Радовиш, без да ги плаќат надоместокот за уредување на градежно земјиште или познат меѓу народот како комуналии. Тој износ и не е така занемарливо мал, бидејќи сметаме дека ќе помогне пред се на младите брачни парови во изградбата на своите домови. Со одлуката се ограничува таа квадратура на 120 квадрати, бидејќи сметаме дека 120 квадрати се секако и такако доволни за едни 4 члено, дај Боже и 5 члено семејство. И сметаме дека по комуналии кои што се еве во Радовиш се исклучиво ниски надоместокот за комуналии, или тоа се околу 30 евра по метар квадратен, некаде околу 3600 евра би било максималниот износ доколку го искористат за изградба на сопствен дом. Значи не само за изградба, него и за доградба и надградба на веќе постоечки објекти. Услов е лицата кои што аплицираат да немат веќе имот за домување на сопствено име и секако и на еден начин сме и заштитени во делот на тоа дека истите тие не можат да го оттугуваат имотот во период од 10 години од изградбата на истиот. Како тоа ќе го следиме? Тоа ќе го следиме преку даночно деление, во кој што имотот кој што е изграден ќе не може да се направи решение за данок на промет, односно истиот ќе не може да се оттуге во рок од 10 денови, кога ќе биде направен посебен регистар за сите оние кои што ќе изградат ваков дом за сопствени потреби. Бидејќи целта е за сопствени потреби, не е да се злоупотребува, па истиот тој да се потреба да се врши препродажба на истиот. Меѓутоа, дали само тоа е мерката која што е битна? Не е, бидејќи сепак со оваа одлука има малку поголем опфат, со тоа го стимулираме и стопанството во Радовиш, а тоа е пред се градежништвото, бидејќи овде ќе се вклучат и голем број на градежни фирми кои што има во Радовиш, дека ќе градат нови објекти. Секако стимулираме и трговија во делот на продажба, еве да речеме на столарија, еве да речеме на мебел, еве да речеме на сето она што го чини еден изградба на еден дом, и сметаме дека со тоа ќе го помогнеме и локалното стопанство, а и генерално и стопанството во Република Македонија. Нема да биде само оваа буџетска година. Оваа одлука ќе, еве јас додека сум градоначелник, ќе важи, ќе биде на сила, а секако дека оваа одлука самата по себе уште во првата година ќе го покаже интересот, иако еден ден, 2 дена од истата од кога е донесена, веќе имаме и официјално 3 апликации за еден ден, иако голем дел од нашите млади сограѓани веќе прашуваат што треба и што е потребно да направат за истите да аплицираат и да ја искористат оваа можност. Јас сум посебно горд што еве ќе погодиме еден момент кој што ќе предизвика интерес на нашите сограѓани, и целта е и да ги задржиме младите, меѓутоа и развој на стопанството и во Радовиш, меѓутоа и во пошироко во околината.